Почитувани судии од апелациониот суд, издигнете се над состојбата во која сте на сила втурнати. Земете ги предвид аргументите на одбраната при носењето на одлуката и исправете се над театарската представа наречена «Притвор за Милејана Киевски и Кирил Божиновски за покривање на неспособноста на оваа власт». Судството и правдата повеќе не смеат да бидат покритија за хунтата, за нивните злодела, криминал, политички терор. Судиите повеќе не смеат да бидат дел од театарот за замајување на јавноста и прикривање на неспособноста на хунтата да се справат со реалните проблеми на граѓаните. Република Македонија досега немала понеправедно општество, со кое владее хунта на неспособни, но и на незаменливи. Апелациониот суд ја има можноста за покажување трошка пркос и волја за демократија, со тоа што нема повеќе да дозволи притворот да биде заменен не само за казна, туку и за зацкривање на властодржците. Незаменливоста на Оливер Спасовски го претвори ова општество во притвор, во кој нема решени случаи за убиства, нема решени случаи за пукотници среде центарот на Скопје, нема постапки за криминал под опрен глас, нема контрола врз злоупотребите на системот за безбедност, кој наместо со реалните предизвици се занимава со кабинетот на председателот на државата, со фингирање на податоци во службени белешки и класифицирани како строго доверливо, а кои што се цитираат во јавноста и се користат во отсуството. Македонското општество заради неспособноста на оваа власт се претвори во реално шоу, притвор, во кое што секој може да биде притворен само за дефокус од реалните проблеми. Сето тоа го турка македонскиот правосуден систем не на дното, туку во мислена именка. Оттука, правичната одлука на апелационите судии со преиначување, а во врска со мерката притвор за Јанакиевски и Божиновски, изречена по цели 18 месеци редовно испочитувани предходно изречени мерки, како и редовно присуство на судските рочишта, ке значи и блесок на правичност, блесок на самостојност, блесок на верба во македонското судство, момент на раскинување на пупката во која Заев го затвори судството. Тоа ќе значи и трошка надеж и верба во неселективноста на правото и правдината за притворените за случувањето од 27 април, чија што судбина е на тезгата на политичките пазари на сметка на самостојноста на правосудството и судската доблест. Ви благодарам.